Добар ден, почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на гинекологијата и акушерството. Конкретно ќе говориме за водење на бременост. Мој гостен и соговорник во студиото е доктор Димитар Гетов, специјалист гинеколог акушер во Валандово. Доктор Гетов, добар ден. Ви благодарам што од Валандово дојдовте и сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Благодарам, Александар. Добар ден и за тебе, за екипата на телевизија Сител и за сите гледачи на емисијата Добриот доктор. Докторе, за почеток, што значи правилно водење на бременоста и зошто е важно жената да биде под редовен лекарски надзор уште од самиот почеток на забременувањето? Бременоста е еден од најбитните моменти за еден пар, особено за жената, кои што сака да се остварат како родители, односно жената како мајка. Самата состојба е новонастаната состојба во еден нормален организам и најчесто така и поминува како нормална состојба, бидејќи бременоста не е болест. Тоа е една состојба во што велат србите во друго положение. Односно, бременоста е момент кога организмот се подготвува на свет да донесе нов член на семејството, односно нов живот. Зошто е битно правилно се води? Затоа што, иако најголем дел од бременостите поминуваат нормално, во текот на бременоста ниедна пациентка не може да предвиди, нити пат лекарот да предвиди, ако не се направат одредени испитувања. Зошто го велам ова? Одредени заболувања може да се јават исклучиво во бременоста, тоа се така наречените гестози и се поврзани само со постоењето на бременост. За да не бидат изразени во таква форма кои што ќе доведат до загрозување на животот на пациентката и до неповолен исход од бременоста, треба навремено да бидат откриени. Од друга страна, бремената жена, освен што е бремена, таа во себе носи одредени можеби заболување за кое што не е ни свесна дека ги има. Но во тек на бременоста, кое што е некакво оптеретување за организмот, може би да се јават одредени симптоми на тие заболувања што не се поврзани со бременоста и да направат проблем во однос на општото здравје на жената, на трудницата и секако неповолен исход на бременоста. Затоа, постојат чекори, постојат патеки и ако се придржуваме сите до спроведување протоколи, така, и од наша страна и особено од страна на пациентките, ќе ја оствариме целта да на крајот имаме здрава, доносена бременост и породено здраво новороденче. Што е суштината на правилното водење на бременоста? Нели секој пат се прашуваме кога треба да се јави жената прв пат на гинеколог. Мораме да сватиме дека бременоста е состојба која што кај еден пар или е очекувана премногу, планирана, или се случило непланирано, или се случило после одредени процедури за остварување на претходна бременост и во моментот кога на пациентката, на жената ќе изадоцне менструација, се јавува еден немир, една вознемиреност, една несигурност што сега се случува, дали сум бремена или не. Во нашиот јазик, во македонскиот јазик имаме многу убава придавка за тоа што е бременост. Никаде во словенските јазици го нема тоа. Во блажена состојба. Значи, кога жената е во блажена состојба, така треба и да се однесува. А за да биде така, ние мораме да помогнеме. За да можеме да ги откриеме овие одредени пореметувања што можеби ќе се јават во текот на бременоста, мораме да ги следиме тие протоколи и мораме да ги правиме соодветните прегледи. Да се навратам кога да се јави, нели? Задоцнила менструацијата и жената најчесто кај нас прави тест за бременост, воколку тој е позитивен, сакат што побрзо да дојдат до гинеколог да се констатира дали на ултразвучниот преглед имаме бременност. Кога да се направи? Во современите протоколи
најчесто тоа се прави некаде после 8-та недела, кај нас се прави многу порано. Убаво е да се направи некаде околу 6-та гестатиска недела. Зошто? Заради тоа што во таа гестатиска недела веќе имаме бременост, воколку е добра, со оформен ембрион, со позитивна срцева акција, со наод кој што одговара на нормална бременост. Од друга страна, во овој период, убаво е да се види, бидејќи не сите бременности се нормални и не сите бременности се таму кај што треба. Можеби се работи за бременост што е надвор од матка. Можеби се работи за бременост која што е со несоодветен потенцијал за понатамошен квалитетен развој на таа бременост, со недобар ембрион, со негативна срцева акција. Можеби се работи не за една, за повеќе плодови бременности. Значи, тој период, околу 6-та недела, е разумниот период за првиот преглед кај гинеколог. Во колку констатираме нормална бременост, како што треба, што се треба да направи жената во првото 3 месечие или првиот 3 месеца? Што се треба да направи во однос Што се случува во организмот на жената во тие први 3 месеци кога ќе констатирате бременост и кои симптоми се нормални, вообичаени, а кога треба некои од симптомите да бидат аларм, повторно да се посети гинеколог? Вака, значи, пак ќе кажем, мораме да дефинираме дека е нормално. И ако е нормална бременост, така треба да се однесува и жената и нејзините околу неа, особено од партнерот, значи максимална поддршка. Со текот на развојот на бременоста, некаде до 8-ма недела, тој ембрион поминува во фетус и некаде веќе во 9-та недела хорионските ресички си ја заменуваат улогата со формирањето на постелката, на плацентата. Од која ќе се формира плацентата, таа ги презема улогата на оние хормони што треба да се лачат за да се одржи бременоста до крај како што треба. Сето тоа е нешто ново за организмот на жената. И во првите 3 месеци се јавуваат одредени симптоми што бремените жени, најпрво на психички план, ни ја прават многу поосетлива. Кај некој се јавува некоја си блага депресија во смисла на лесно се растажува, лесно и потекуваат солзи на таа трудница. Од друга страна, така, значи многу стануваат поосетливи емоционално. Затоа велам дека е многу потребна поддршката, особено од партнерот и од фамилијата. Од друга страна, под дејство на овие плацентарни хормони се јавуваат одредени промени во организмот кои што се проследени со симптоми од типот промена во желбата за исхрана, начинот на промена во вкусовите, појава на гадење од одредена храна. Се јавува утринското гадење, па и повраќањето како симптом кој што може да се одржи и до 13-та гестатска недела. Од друга страна се јавува промена во желбата за сон. Стануваат многу сомнолентни, им се спие на трудниците. Некако ја губат енергијата, се чувствуваат да се малку во смисла поистоштени, иако сето тоа поминува многу лесно и многу брзо. Оној момент, ако психичкиот момент на доживувањето на бременоста е како што треба, сето ова ќе помине многу поедноставно. Но за да биде така, мораме да разговараме со трудниците, мораме да им ги објасниме сите овие симптоми и заедно со партнерот, кога се на првиот преглед, кога сме констатирале нешто најубаво што им се случило, да им ги кажеме дека ова се нормални работи. Ова се очекувани и само со често пати вела на пациентките со еден позитивен инат кон сето ова, па трудна сум, бремена сум, не сум болна, ќе се поднесат многу полесно во блажена состојба. Многу е битна поддршката на партнерите и поддршката на семејството, за да може овој период во кој што жената ја се спрема за нешто највеличенствено, донесување на уште еден нов живот на свет, да го помине како што треба.
Да дадеме предност тука на прашањата од нашите гледачи, бидејќи веќе имаме интерес и ќе продолжиме понатаму околу најважните и најзначајните прегледи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Режија Да, добар ден, во програма сте. Сакам да го поздравам докторот. Дали сте на линија? Да. Тој доктор е најдобриот. Најдобриот доктор, да. Во ред, очигледно имаме потешкоти во комуникацијата, доколку имаме гледачи на следната линија. Добар ден. Да, режија, дали имаме гледачи? Да, технички проблем, ќе пробаме уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да ве прашам поздрав за емисијата и до докторот и до вас како водител. Поздрав. Вака имам едно искуство, бев бремена, со втора бременост во декември останав бремена, за да во февруари ми се појави некоја болка што траеше денски, така поблага беше. Веќе вечерта беше посилна, се јавив на ГАК, тргнав на ГАК, мислам на преглед. Таму ми рекоа дека тоа е имплантацијска болка, бев бремена 12 недели. 12 недели од декември до февруар, да. Ми рекоа напиете се парацетамол и ќе помине. Со што наредниот ден беше спонтан, бев на утровестан и на пролутекс ампули. До терапија. И покрај терапијата се случи тоа. Да, очигледно имаме технички проблеми со централата, колку што разбрав и јас. Да, значи спонтаниот абортус после 12. Најверојатно во 12-та недела се случил спонтан абортус. Она што кажавме кои симптоми треба да се внимават, на кои симптоми да се реагира, во првото тромесечие, во првите месеци на бременоста, утринско гадење, повраќање не е проблем. Болките во стомав, кои што не се поврзани со некакво обилно карварење, сукарвица, најчесто не треба да бидат некаков проблем. Меѓутоа, ако не поминуваат, секако треба да се бара помош од гинеколог. Во колку биде се во ред со тој генитален канал, значи состојбата во вагината и на грлото на матка, се трудам без многу понародски да го објаснам тоа, во смисла изостанок на било каква инфекција уште пред зачнувањето, пред забременувањето, најчесто не би требало да има проблем. Ако се имало некаков проблем во однос на тоа, може би да била причината за настанување на спонтаниот абортус. И прво болка, потоа Значи, ако се има болка која што не поминува, проследена со одредено карварење, тоа е веќе знак дека матката полека се отвара и дека она што го има драгоценото во себе плодот, може би лесно да се исфрли и да настане спонтан абортус. Причините во рана бременост за спонтани абортуси се најчесто инфективна природа или се работи за одредена генетска аномалија со што потенцијалот за раст на тој плод е до тука. Матката е паметен орган, сака она што е добро да го задржи, па настојува на некој начин да го исфрли и се случуваат спонтани абортуси, за жал и по пациентката. Што се случило? Најверојатно. Докторе, споменавте крварење. Дали секое крварење во текот на бременоста е причина за загриженост кај трудниците? Да. Значи, секое крварење кај бремена жена е алан. Значи, тоа без разлика дали е големо или мало, тоа е чувство кое што навистина и прави несигурност на пациентката, ја вознемирува и бара стручна помош. Во првите 3 месеци, во првото тромесечие, крварење кои што се сукарвици, без проследени со болна осетливост во долниот дел од стомавот, најчесто се не страшни, значи не се животозагрозувачки по пациентката, а од друга страна не се ни проблем за плодот што се развива.
Но во колку тоа крварење е проследено со болна осетливост и не е само сукрвица, кафеавка со исцедок, туку и свежо крварење, тогаш бара лекарска грижа, преглед за да се констатира што е. Дали се заканува, значи дали настанува спонтан абортус, заканувачки спонтан абортус, дали се јавува кај некои пациентки се јавуваат хематом, ретроплацентарен, односно во првите недели субхориален хематом, што може да е од инфективна природа, од грацилност на крвни садови, може би кај некои пациентки кои што претходно не биле на лекар, може да се работи и за близначка бременост, па се случува во да едниот од плодот биде исфрлен, а другиот ќе се развие најнормално до крајот на бременоста. Значи, но за да се утврди што е причината, секако треба да се посети гинеколог. И тој ќе си каже што е како. Така е. Со новите терапии, со поддршката што ја дават гинеколозите за акушерите, мислам дека успешно се справуваме со се овие. надвинуваат и овие ситуации. Не секој пат за жал, заради тоа што многу е битно, Александар, да ја знаеме и претходната состојба во однос на урогениталните инфекции кај обата партнера уште пред зачнувањето. Зошто? Заради тоа што кажав, најголем процент од неуспешни рани бременности се резултат на нелекувани генитални инфекции. Ќе се обидеме повторно со гледачи доколку профункционира централата. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашањето. Поздрав до докторот, сакам да прашам, јас сум инвитро, сега сум 15 недела. Така. И сакам да прашам дали е нормално тоа што често пати ме боли матката, често ме болат јајници, а сега довајано почна да боли и често стомакот. И често стомак. Апти ја не пијам за болка, бидејќи ми рекоа не сме пијам ништо. Дали е тоа нормално и преку по секое поместување ме сетка матката или ќе ме заболе, ќе ме босне. А прво... И многу сум често нервозна, ми влие, не знам, нервозата, потоа сум по стрес. Извинете, прва бременост ви, господја? Да. Добро. Вака. Значи... Ќе добиете совет и одговор на конкретните прашања, да и препораки, секој е добро. Значи, вака, со желба успешно да ја завршите бременоста. Верувам дека колегите што ја следат ова бременост, сепак е после инвитро процедура, се многу повнимателни во однос на овие симптоми што ги каже пациентката. Болките во стомакот, болките ме боли матката, јајниците, па не мора да значи дека се и матка и јајници. Во делот на матката, што се вика цервикс, грло на матката, до 16-та недела ја го правиме оно прво испитување, ултразвучен вагинален преглед на должината на цервиксот. Ако тоа грло е над 30-35 милиметри, доволно цврсто, неинфицирано, значи докажано со претходно земени брисеви, најчесто тие болки нема да имат никаков проблем. Зошто? Цервиксот на матката е она граница која што ја држи цврстината на матката и не дозволува инфекцијата од вагиналниот дел да се качи нагоре кон плодот и плодовите обвивки. Но тоа ако се лекува инфекцијата. До 34-та, 35-та недела, ако таа должина остане до 25 мм, најчесто, ако немаме други проблеми со развојот на плодот, со плацентацијата, со функцијата на постелката, количина на плода вода, нема некакви аднексални промени, значи на јајниците претходно некакви цисти, најчесто тие болки се без некаков страв. Бидејќи се работи за инвитро процедура, најверојатно кај пациентката претходно се стимулирани јајниците, со аспирација на фоликулите се случило тоа што се случило нешто неубаво, можеби се уште има некои од тие фоликули што не се ресорбирани од претходна стимулација, па да ги чувствува ваквите. Ако нема крварење, ако немате температура, немате болки, немате уринарни и вагинални инфекции, мислам дека и се овде. Да, така. Ќе вклучиме уште еден гледач или гледачка и ќе продолжиме понатаму околу останатите испитувања во првите 3 месеци. Добар ден, во програма сте. Поздрав до водитело, поздрав до докторот. Поздрав и до вас. Вака едно прашање. Имав керка пред 8 години, беше бремена
без никакви проблеми. На работа до последен ден, породи се природно, се добро. Меѓутоа имаше расте по околу 4,5 сантима. Од вечерта пред 9 се породи, во 10,5 се слушнаме, како си добра сум, мамо, еве средијаме, добра сум, ајде, викам, одмарај. Сабајлето починала пречес. Работата ми беше веќе по 8 години, еве веќе откри се што е работата, дека 2 сантима не довршени како што треба. Прашањето ми е, дали е можно телефонот до детето цела ноќ и никој да не ни јави, тоа се случи во Штипската болница. Да не се јават во такви случаи, кога што се случило натака цела вечер. Така, веќе откривте причината, покренавте постапка, да. Влечеше. Такви се институциите. 8 години се влечеше, ама и на виделина веќе вистината. И да не ни јават, не ли е греота, тоа стара докторка останата да ги уче, младо дете па никој да не ја позирне што е и како се случува и да не ни јават никој на телефон што се случува. Така. Искрено сочувство, господјо, да, тешка е болката и маката, да, сепак, како што рековте, институционално ќе мора да го истерате овој случај, бидете храбри и силни, да и чисто за ваша смиреност одете докрај. Така, сочувство од моја страна, сепак се работи за нешто кое што веројатно веќе си има да, свој... пред 8 години ќе мора да, како што рековме, преку да се оди институционално. Докторе, споменавте ултразвучен преглед, чинам во 16-тата... Зборам за грлото на матката. За грлото на матката, меѓутоа, кои други прегледи се прават во првите 3 месеци? Во првиот триместар, некаде од 11 недели 6 дена до 13 недели 6 дена, се прави првиот ултразвучен скрининг. Тој е можеби еден од најобемните прегледи во цела бременост, бидејќи во нашиот систем по протоколите во таа гестатска недела отвараме мајчина книшка, земаме микробиолошки брисеви, го правиме првиот ултразвучен скрининг, се прават проценки дали се прави приска оние биохемиски маркери за одредени генетски аномалии, ако се индицира. И тој ултразвучен скрининг, значи првиот ултразвучен скрининг, многу битен. Тука се гледа на вистина она што може би да предвиди дека таа бременост во 99% ќе помине како што треба и по плодот и по мајката. Зошто го велам тоа? Ултразвучниот скрининг не открива состојба на фетусот. Тој е веќе фетус развиен. Ја гледаме мозочната структура, гледаме екстремитети, рбетен столб, функција на срце, желудник, бешика, фетални движења, доплер на дуктус венозус, значи тоа е еден крвен сад што снабдува крв од мајката кон плодот до породување. И ако тие маркери се добри, 99% тоа бебче ќе биде добро. Во колку имаме анамнестички податок дека таа пациентка можеби има проблеми со висок притисок во фамилијата, со одредени бубрежни заболувања во фамилијата, иако таа нема, на нашата клиника, за жал само на нашата клиника, само во Скопје, на гинеколошка акушерската клиника, постојат маркери кои што, ако се земат, може да предвидат дали пациентката е во ризична група од можно развој на преекламсија и екламсија. Се прави тоа и во колку се најде било каков проблем, било каде, се прават дополнителни испитувања. Зошто велам дека е најобемен? Заради тоа што многу аспекти од бременоста опфаќа. Но, ако ги направиме овие испитувања и имаме добри резултати, верувајте, на вистина многу често таа бременост завршува како што треба. Стануваме и ние помирни, а и пациентите. Во 16-тата недела, она е што е битно да го измериме должината на цервикалниот канал. Затоа од тука па натаму продолжуваат што оние други прегледи кои што веќе
во 21 недела, 22 недела морфолошкиот скрининг на веќе оформен плод, кој што исто така е многу битен, значи многу е битен. Тука веќе имаме плод со сите органи развиени и во колку биде секако што треба на тој ултразвучен преглед, тоа плодче, тоа бебче, тој фетус понатаму ќе се развија, значи неговите органи системи само понатаму зреат Така е. во однос на неговото растење и приспособување за И надворешниот. доволно е следење само со редовни контроли. Многу е битно, многу е битно. Ова е нешто што го промовираме во последните година-две, после 13-та гестатска недела. Совет на сите трудници да се јават на стоматолог. Се што има во устата, од жариште, од расипан кариозен зап, од одреден гингивиален джеп, инфекција на парадонтопатични промени, инфекција на гингивата, да се среди. Без никаков проблем да се охрабрат стоматолозите, ако имат потреба и со анестезија, да ги средат пациентките. Зошто? Постојат големи студии во Европа, во кои што е докажано дека овие микроорганизми што се наоѓаат во некаде во усната шуплина се најдени и може да бидат причина за ризик од предвремено породување, скратување на грлна матка. Таму се наоѓаат во усната шуплина, а се најдени и некаде на спојот меѓу обвивките и ѕидот на матката. Што се случува во вториот семестар, еве? Триместар. Да. Вториот триместар, значи она или спомнавме, тримесечие, да, три од тромесечие. четвртиот до шестиот месец. Веќе имаме формиран фетус, плод кој што е со сите нишани на возрасен човек. Значи си ги има сите органи како што треба, си ги има сите функции на органите како што треба. Како го гледаме тоа? Пак гледаме според состојбата на плодот при оној ултразвучен морфолошки скрининг. Ако бешиката ни е полна и ако видиме дека бубрезите си имат централни пиелони, оние шуплини кај што се собира мочката, преку каналот доаѓа до бешика, знаеме дека тие функционираат. Ако имаме убави движење на фетусот, знаеме дека мозокот контролира со тие рефлекси. Ако отвара, затвара уста. Значи, со современите апарати може да се види тоа и не е тоа интересно само за да го видиме, туку ни укажува, ни дава податок дека односно состојбата на плодот е добра. Зашто? Секако ние сме радосни, односно се надеваме дека ќе биде и до крајот на бременоста добра. И тука, во колку имаме, пак ќе кажам, анамнестички податок дека пациентката во блиско семејство има болни од шеќерна болест. Диабетес, Некаде, нека во 24-та недела го правиме тој тест за гестација, за скриен шеќер во бременоста. И најчесто е добар, но во колку и во тек на прегледите сме констатирале дека може би кај таа пациентка има проблем со развој на гестатски диабет, секако го правиме. Што е тоа? Значи имаме плод кој што е поголем за повеќе од 2 гестатски недели од актуелната старост, имаме количина на плодова вода многу повеќе од колку што треба, имаме зголемување на телесната тежина на трудницата повеќе од тоа колку што треба и не смееме да пропуштиме пациентката да не го направиме тоа. Или пак имаме наод во мочката, во урината, позитивен на ацетон или на кетони. Значи тоа ни е аларм, ако не се работи за дехидратација на пациентката, значи не е доволно хидрирана, мораме да исклучиме постоење на гестатски диабет. Предпоставувам многу често прашање и од трудниците дали смеат да патуваат во овој период и каква физичка активност треба да имаат. Значи, пак ќе кажеме, бременоста е состојба, не е болест. Значи, тоа е нешто што е најнормално. Значи, нормално да се продолжат со функционирањето како и претходно. Во колку секоја пациентка се придржува до нашите совети,
може најнормално да ги обавува сите функции што ги работела и ги обавувала пред бременоста. Меѓу другото и спортската активност. Дури пилатес вежбите, јога вежбите се препорачливи да во текот на цела бременост ги посетуваат и ги прават. Во однос на патувањето, секако, воколку имаме нормална бременост, без никаков проблем, во однос на состојбата на трудницата, со добра должина на цервикален канал, без урогинеколошки инфекции, слободно може да патува и слободно може да користи разноразен сообраќај, и со авион, и со автомобил, но битно е почести и задолжителна одмори, консултација заради тоа што трудниците имаат почести нагони на мокрење и не смеат тоа да се одолжи патувањето, да не се испразни бешиката како што треба. Така. И последните недели или последните месеци од бременоста, што се случува и што е неопходно, на што да внимаваат трудниците? Па се што правеле во текот на првите 2 триместра, сега во третиот триместар, само да продолжат со тоа што со отварањето на мајчина книжка, Александар, многу си помагаме ние, бидејќи гинеколошки прегледот акушерски не е само ултразвучен преглед. Значи следење на бременоста не опфаќа само следење со ехо. Ако таа пациентка, ние знаеме дека прошлиот месец, минатиот месец имала кила 61, сега ни доаѓа со 62. Минатиот месец притисокот бил 110 со 70, сега е 110 со 80. Значи најнормални параметри. Се надеваме дека и при крајот на бременоста ќе се придржува до сите оние препораки што сме ги дале и во однос на исхрана и во однос на физичка активност и нема да дозволи да се зголеми телесната маса на крајот од бременоста. Од друга страна, после 34-35 недела се зима еден бриз од родилниот канал, бидејќи ја подготвуваме жената за породување. Така е. Тоа е за грам негативен бета-хемолитичен стрептокок, кој што е еден од причинителите на најтешките инфекции на новороденчињата. А го земаме од родилниот канал. Се надеваме дека спонтано ќе се породи и ако го има да го излечиме заради тоа што при излегувањето на плодот да не настане инфекција на самото бебче. Во колку и тоа е негативен и во колку има соодветно, верувајте, не е ништо срамно, нити безобразно, после 35-та недела, во колку имаме пар кој што знае да си води сметка за својата генетална хигиена, слободно се дозволени и сексуалните односи. Помагат во однос на поредување, но под услов со правилна оценка на нивната генитална состојба. Да, и во консултација со гинекологот секако. Докторе, бидејќи имаме многу да зборуваме, сакам да го фатиме делот на вашата работа како единствен гинеколог во Валандовскиот крај со долгогодишно искуство, бидејќи ни дојдовте токму од Валандово. Се сеќавате ли колку бременности имате следено и колка е одговорноста да бидете единствен гинеколог во цел тој регион? Голема е одговорност, Александар, меѓутоа по возвишена работа од акушер гинеколог, пред се акушер, нема. Мене ми е многу жал што полека во сите места надвор од Скопје акушеријата го губи здивот заради пред се, заради недостатокот на едуциран кадар. Како средно медицински, така и нема гинеколози. Не има многу, но има многу гинеколози во Скопје и околината. Секаде надвор од Скопје имаме голем дефицит на гинеколози. Одговорноста е голема, особено ако работите во болничко породилиште, каде што сте вие, акушерката и пациентката. Таму се води она бременост и поредување како што го учевме во нашите учебници и од нашите учители,
дирижирано раѓање. Значи, постојано си со пациентката во кое што ги следиш сите нејзини параметри, се со цел безбедно се породи и на свет да се донесе безбеден плод и на крај да имаме здрава мајка. Во однос на бројката. Така. Во однос на бројката имаме разлика од пред 5-10 години, кога на годишно ниво Паднат ни и наталитетот. на годишно ниво имавме и по 300 бременности што ги следиме. Сега веќе таа бројка се движи некаде околу 200. Се надеваме ќе се задржи. Среќни сме кога последните 2 години немаме пат. Така. Имаме мал раст, ама немаме Стагнација, пат. што на некој начин ни дава позитивни сигнали. Да младите ги задржиме овде и ако успееме да им наметнеме она што не се во остварување на својата професија, иако без тоа не може да функционираме без финансиска сигурност, мораме да ги натераме да размислуваат малку поинаку, дека бременоста е многу посигурна ако се оствари меѓу 25-та и 35-та година, отколку после 35-та и 40-та година. Да, и таа граница е Значи, тука е многу поместено. Имаме голем процент на брачна неплодност, за жал, голем процент на рани неуспешни бременности. Навистина, тоа е нешто кое што не загрижува многу, бидејќи не секој пат ги знаеме причините зошто е така. Бројката во однос на породувањата исто така е голема, но пак ќе кажам за жал, се намалува и се повеќе се намалува. Она што сега последната статистика ни кажа дека минатата година 15.000 раѓања имаме на ниво на држава, тоа значи да од пред 10 години 10.000 раѓања помалку. Речиси двојно, да. Тоа е еден среден град помалку во Македонија. Така, треба да се подобри дефинитивно демографската слика. На самиот крај од емисијата, ваш совет и она што најчесто ги советувате трудниците? Па вака. Значи, жената е цветот на овој свет. Нејзина улога е да донесе нов живот, за да тоа го оствари, мора да се почитува самата себе, а за да биде така, ако биде така, да обрне внимание многу на своето генитално здравје, воопшто на целокупното нејзино здравје, редовно да посетува гинеколог, да ги слуша советите на своите матични гинеколози, да со партнерот со кој што се почитуваат, да не губат време, да се остварат многу брзо ко родители, заради тоа што ризикот од било какви проблеми е многу помал, ако е на порана возраст, пред 35, отколку понатаму, и да бидат она што е богатството на еден систем. Значи, да бидат движечка сила, во која смисла? Во смисла не машина за раѓање, туку глава на семејството, во кое што како доминантна улога не велиме во смисла на кој командува. Доминантна улога во смисла дека таа е единствена способна да роди. Да, и да донесе наследник. Да донесе на свет нови дечиња кои што ќе ни ги збогатат и градинките, и училиштата, и секако и државата целокупно. Да, докторе Гетов, ви благодарам за одвоеното време, и за советите и искуството кое го споделивте, и со задоволство ве очекувам да видите повторно дело од добриот доктор. Благодарам, ми беше мило што сум дел од оваа емисија. Секој пат кога има нешто во каде што можем да помогнем со мои совети, со учество на разноразни случувања, сум одговарал на повиците, така и за оваа емисија. Еве ќе ве очекуваме и повторно. Ви благодарам уште еднаш, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!